кратки најави за денешните настани. Свечено доделена наградата за најдобра поема на Славе Ѓоргодимовски за поемата Денес. Од 30 градови во земјава, Охрид во средина, според можноста за здравствена заштита на граѓаните. Дебрца ќе изработува студија за развој на екотуризам. Се одржа третиот турнир во шах Езерски бисери. Американскиот државен секретар Блинкен во дипломатска мисија на Блискиот Исток. Со најавените и останатите содржени во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло со дневна температура до 11 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник претежно ведро време со локална облачност. Утре во Северна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели ќе преовладува стабилно време со локална облачност и топло со температури кои што ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе бидат надпросечните за овој период од месец февруари. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 20 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Ќе дува засилен западен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час, а во североисточните предели ќе дува слаб северозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 5 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 11, односно до 20 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Минималната температура од 2 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и топло со дневна температура до 11 степени. Во четврток и петок претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 4, односно 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 13 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На свеченост во рамки на чествувањата на големиот охридски и македонски поет и природбеник Григор Прличев денеска беше врачена наградата за најдобра поема на поетот Славе Ѓорѓо Димовски за поемата Денес. Оваа награда за мене е исклучително значајна затоа што моето литературно зрење е силно врзано за Прличев, кажа лауреатот Ѓорѓо Димовски. Свечено врачена наградата за најдобра поема на лауреатот Славе Ѓорѓо Димовски за поемата Денес во рамки на чествувањето на големиот охридски македонски поет и природбеник Григор Прличев. Во поемата Денес, чие дејство е врамено во 2022 година, се трага по личен, човечки и државен идентитет, ке каже авторот Ѓорѓо Димовски, кој е добитник на многу награди, но оваа, вели, има посебно значење. Моето литературно зрење е врзано со Прличев. Уште како ученик, 4 или 5 одделение прочитав автобиографијата и оттогаш сум цврсто врзан со Прличев. А и неколку пати сум се навраќал на темата на Прличев во мојата поезија, има неколку песни. Исто така и автобиографијата сум ја превел и ја адаптирал од оригиналниот текст кој е објавен 1895 година во Софија. Наградата што се доделува во чест на Прличев покрај тоа што ги истакнува високите вредности на културата, исто така докажува дека македонскиот народ секогаш ќе има творци кои што ќе го зачуваат нашиот културен идентитет, истакна во своето обраќање заменик градоначалникот на Охрид Перчо Божиновски. Продолжувајќи ги востановените Прличеви традиции, запишување на жанрот поема, Ѓорѓо Димовски уште еднаш потврди дека сите ние сме чеда на Прличев, како еден од најголемите интелектуалци и природбеници, врз чиј труд се гради сето она што е духовно и креативно во Охрид. Секое време раѓа свој Прличев, годинашниот и многуте лауреати пред него се доказ за тоа. Тие се тие кои го обмислуваат новото време, кои ја раскажуваат нашата жива автентичност во современиот свет. Уште од својата прва објава пред 40 години, кога на 20 годишна возраст на книжевната јавност ти се представи со стихозбирката Гравири, свежината, ненаметливоста и чистотата на поетскиот ракопис на неговиот првенец Славе Ѓорѓо Димовски ја негува и одржува до денес, истакна председателот на жири комисијата Милован Стефановски, кој пред присутните ја представи наградената поема. Оваа поема уште на стартот се издвои во својот урбан, современ пристап, тематика, како концепцијски доследно, осмислено и кохерентно остварено пеење. Поемата нуди своевиден пресек на актуелните состојби во светот, што приемчиво обликувана експресија и со впечатливи афористички поенти на места и со признаци на духовитост, квалитет што е инаку прилично редок и неочекуван во лириката. Поемата остварува драгоцени проникнувања и созвучја со современоста, дискретно актуализирајќи повеќе топоси, како на пример постхуманизмот, масовниот хазард, миграциите, епидемиите и тековните војни на екраните. Како во времето на Прличев преку пишувањето на Сердарот и сега ова ново време за кое пишува Славе Ѓорѓо Димовски во поемата Денес, можеме да заклучиме дека за жал и тогаш и сега премрежјата на македонците биле неизбежни, кажа во обраќањето Зоран Пејковски, представник од Националната установа Центар за култура Григор Прличев. Славе Ѓорѓо Димовски преку поемата Денес, за која би можело да речеме дека е една агресивна во наводници драма во модерната поезија или пење, преку силниот епски јазик владеа во односот на бунтовното стилизирање кој ни ја дава сликата на денешното наше време, на времето што го живееме со сите премреџја, низ кој поминува на неизвестности и суровости, во кои некако ми се чини сите сме изгубени. И така оддалечени едни од други, во кој нема повеќе емоции, го покажуваме суровото лице на стварноста. Поемата Денес беше избрана за најдобра на конкурсот што секоја година го распишува Центарот за култура во рамки на манифестацијата Прличеви беседи, со која се слави ликот и делото на големиот Прличев на годишнината од неговата смрт, кој се упокои на 6 февруари 1893 година.
Има огромни разлики во можностите за здравствена заштита на жителите на 30 градови во земјава. Највисок степен на здравствена заштита уживаат жителите на главниот град Скопје, а Охрид според здравствената заштита на граѓаните е на средина на листата, покажува извештајот објавен од Центарот за граѓански комуникации. Големи се разликите меѓу 30 здравствени региони во земјава во однос на степенот на здравствена заштита што можат да ја добијат жителите. Според истражувањето спроведено од Центарот за граѓански комуникации, на врвот на ранг листата се големите градови како Скопје, Битола и Штип. На дното се наоѓаат помалите, а Охрид е во средина на 16-тото место. Еден од најзначајните параметри за можностите за здравствена заштита на граѓаните е бројот на жители на една матична ординација, односно на една служба за општа медицина. Овде Охрид стои подобро од другите поголеми градови, на 5-то место со околу 1322 жители на една ваква служба. Еден од индикаторите со големи разлики меѓу градовите и бројот на деца на една служба за здравствена заштита на деца од 0 до 6 години. Овде најлошо стои Охрид, каде на 3787 деца има една ваква служба или педиатриска амбуланта. Состојбата не е ништо подобра и во Прилеп и во Скопје, каде една ваква служба има на повеќе од 3000 деца на оваа возраст. 6 градови имаат ваква служба, но во неа нема лекари и мораат граѓаните да патуваат во други градови за ваква услуга. Кога станува збор за бројот на здравствени работници, главно медицински сестри на еден доктор во секундарната здравствена заштита, Охрид е над стандардот со 2,3 медицински сестри на еден лекар. Стандардот во оваа област инаку е 2 сестри на еден лекар во секундарна здравствена заштита. Ова се само еден мал дел од анализираните индикатори, кои вкупно се 22. Истражувањето ги зема предвид човечките и просторните медицински капацитети што им стојат на располагање на жителите на овие региони, како што се болници, здравствени домови, служби за заштита на жени, предшколски и школски деца, лекарски специјалистички и друг здравствен кадар, но и општата и стапката на смртност на доенчиња. Дебрца ќе изработува студија за стратешки развој на екотуризам. Носител на активностите е Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016, во соработка со Општина Дебрца. На Светскиот ден на водните живеалишта во општина Дебрца беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016, представувано од координаторот Ѓоко Зоровски и градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачевски за изработка на студија за стратешки развој на екотуризам во Дебрца. Носител на активностите е Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016 во соработка со општината, каде во наредниот период е предвидено теренско како истражување со интервјуа, анкети и консултации и организирање на настани со жителите на општината за навремена и квалитетна изработка на студијата. Со изработката на студијата за стратешки развој на екотуризмот во Дебрца ќе бидат опфатени можностите за развој на екотуризам како гранка за економски развој во општината, како и сите постоечки и можни нови капацитети кои ќе придонесат за развој на овој вид туризам во општината, а ќе бидат опфатени и нови проекти кои во наредниот период ќе треба да ги спроведува општината за забрзан развој на овој вид туризам како форма на целокупен развој. Се одржа третиот рапид турнир во шах Езерски бисер 2024, чиј организатор е шаховскиот клуб од Охрид Ласкер. На турнирот учество зедоа 80 надпреварувачи од Македонија и истиот се одвиваше по швајцарски систем во 9 кола. Во организација на шаховскиот клуб Ласкер и со поддршка на општина Охрид во основното училиште Братство Единство се одржа третиот рапид турнир во шах Езерски бисери 2024. На турнирот учество зедоа 81 надпреварувач од Македонија, истиот се одвиваше по швајцарски систем во 9 кола. Овогодинешната бројка на пријавени учесници значи дека овој шаховски турнир полека но сигурно прераснува во една важна манифестација која го позиционира Охрид помеѓу шаховските центри во нашата држава и во регионот, кажа во обраќањето на свеченото отворање на турнирот советникот во Советот на општина Охрид Наум Јамандиев. Горди сме на сите млади таленти и успешни шахисти кои освојуваат бројни награди, од кои очекуваме уште поголеми успеси во иднина. Упатувам искрени честитки и благодарност до организаторите на овој турнир, со надеж дека оваа традиција ќе продолжи во континуитет и во иднина ќе можеме да бидеме домајкини на вакви случувања. Општина Охрид како и досега ќе
продолжи да ги поддржува спортските настани и да ги стимулира младите таленти, истакна Јамандиев во своето обраќање. Првото место на турнирот Езерски бисери му припадна на Дејан Ѓоргиевски, второпласиран беше Маријан Дамчевски, а на третата позиција се рангира Кире Николовски и тројцата наградени надпреварувачи се од Чаховскиот клуб Пелагон од Прилеп. На четвртата позиција на турнирот се позиционира Стојан Велковски од Чаховскиот клуб Алкалоид од Скопје, а на петтото место Ахмет Салмани од Чаховскиот клуб Гостивар од Гостивар. Цената на дизелот од ноќеска на полноек се намалува, а бензините и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат, одлучи денеска регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Цената на дизелот од ноќеска на полноек се намалува за половина денар, а бензините и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат за 1 денар по литар, одлучи денеска регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,59%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 80,5 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 82,5, додека Евро Дизел БС за 78, а екстра лесното масло за домаќинство за 77 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,087% за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 41,352 денари. Од регулаторна посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 1,27%. Кај дизелот има намалување за 0,509, а кај екстра лесното масло зголемувањето е за 1,359, а додека кај мазутот намалувањето е за 0,804%. Курсот на денарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,146%. По продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен денеска треба да пристигне на Блискиот Исток со цел да се постигне примирие меѓу Израел и палестинското движење Хамас, кое Соединетите Американски држави и Европската унија го прогласија за терористичка организација. Оваа недела шефот на американската дипломатија се очекува да ги посети Израел, Египет, Катар, Саудиска Арабија и Западниот брег. Неодамна американскиот секретар телефонски разговарал со шефот на дипломатијата на Велика Британија Дејвид Камерон, пренесува Телеграф. Станало збор за состаноците на Блинкен во Израел и за тековните напори за ослободување на заложници, што би довело до хуманитарна пауза. Покрај тоа, Блинкен и Камерон разговара и за ситуацијата во Црвеното море и меѓународната акција за да ги повикаат хутите на одговорност за нивните незаконски и непромислени напади врз бродови, објави американскиот State Department. Исто така, двете земји ја потврдиле нивната заедничка посветеност на поддршката на Украина. Новиот француски премиер Габриел Атал денеска се соочува со првото гласање за недоверба на неговата влада во парламентот, но без ризик од негова смена, иако владеачката коалиција нема апсолутно мнозинство. Предлогот за гласање недоверба беше поднесен од левичарските партии кои немаат 289 гласови потребни за смена на владата. Левицата го критикува Атал, кој беше назначен од францускиот претседател Макрон на почетокот на јануари, дека сака војна против сиромашните во Франција, по најавените мерки за социјалните прашања. Предходната премиерка на Франција Елизабет Борн се соочи со 31 гласање за недоверба на нејзината влада. Вработените во германскиот национален авиопревозник Lufthansa ќе штрајкуваат оваа среда, соопшти синдикатот на вработените во услужните дејности Верди, во последниот од серијата штрајкови во германскиот транспортен сектор за повисоки плати. Со штрајкот ќе бидат погодени аеродромите во Франкфурт, Минхен, Хамбург, Берлин и во Дизелдорф. Портпаролот на Lufthansa изјави дека е премногу рано да се каже колку летови ќе бидат откажани, бидејќи авиокомпанијата го изготвува својот распоред на итни летови со преглед на 3000 дневни летови на кои штрајкот би можел да влијае. Според проценките, погодени од него ќе бидат најмалку 100.000 патници. Во преговорите Верди бара зголемување на платите за 12,5% за 25.000 работници или најмалку по 500 евра месечно повеќе во период од 12 месеци, плюс еднократна исплата од по 3.000 евра за компензација на инфлацијата.
Синдикатот тврди дека повисоките трошоци за живот и големиот обем на работа поради недоволно персонал се основа за повисоки плати. Верди, еден од најголемите синдикати во Германија, минатата недела ги повика работниците во јавниот транспорт низ цела Германија на еднодневен штрајк, а повеќе од 24 часа минатата недела штрајкуваше и безбедносниот персонал на 11 германски аеродроми. Властите во Шкотска ќе ја зголемат минималната цена на алкохолните пијалоци за 30% како дел од мерките кои треба да го намалат бројот на хоспитализирани и смртни случаи поврзани со конзумирање алкохол, пишува Guardian. Владата во Единбург наскоро треба да даде зелено светло за зголемување на цената, што треба да стапи на сила на почетокот на мај оваа година. Во последните 3 години бројот на смртни случаи поради консумирање алкохолни пијалоци во Шкотска е зголемен за 25%, додека бројот на оние кои користеле помош за откажување од алкохол е намален за 40% во последната деценија. Повеќе од 20 луѓе неделно во Шкотска умираат поради злоупотреба на алкохол и поради тоа мора да преземеме чекори, изјавил Вили Рени, поранешен председател на шкотските либерал-демократи. Од синдикатот на трговци со алкохолни пијалоци пак не се согласуваат со него. Тие велат дека со овие мерки ќе ги казнат огромното мнозинство луѓе кои пијат одговорно. Јавното здравство во Шкотска минатата година соопшти дека утврдувањето минимална цена на алкохолот, воведена пред 6 години, резултирала со пад од над 13,5% на смртни случаи поврзани со алкохол. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!